Високите суми на долговите на општина Виница, што новата локална власт ги наследила до крајот на декември лани, ќе се покриваат во текот на оваа година. Вкупните обврски изнесуваат над 700.000 евра, па со приходите што се остваруваат на годишно ниво, многу бавно ќе оди намалувањето на задолженоста. На редовната пета седница на Советот на општината, на која меѓу другото се разгледуваше и извештајот за достасани неподмирени обврски заклучно со 31 декември, беше нагласено оти најголем дел од долговите се на локалната самоуправа, а само 10% на буџетските корисници што се под нејзина надлежност. Вкупните обврски на општина Виница заедно со обврските на единките корисници изнесуваат 43.337.000 денари, од кои што 5.135.000 денари се обврски на единките корисници, во најголем дел за превоз на ученици и за комунални услуги, додека 38.202.000 денари се однесуваат на обврски на општината спрема добавувачите. Покрај овие обврски, општината има и обврски за неисплатени надоместоци на советниците во износ од 813.250 денари и обврска за добиената позајмица од 2011 година спрема републичкиот буџет во износ од 6 милиони денари. Без ниту една дискусија, советниците од двете советнички групи го изгласаа извештајот, при што не се побара ниту мислење како настанале високите долгови и како се планира тие да се отплаќаат. Дополнително на седницата се разгледуваше и извештајот за промените на состојбата на секое задолжување, при што на крајот на годината немало обврска за враќање главнина или камати од кредити, но тоа не значи дека во текот на 2018 година општината ќе биде ослободена од ваков финансиски товар. Од финансиската служба потврдија оти кредитот од Светска банка во висина од 8.708.000 денари преостанува да се вратат близу 7 милиони. Покрај финансиските и други прашања кои доминираа на седницата, советниците ја прифатија и оставката на нивниот колега Митко Илиевски од советничката група што ја предводи СДСМ, а на негово место мандатот му го верификуваа на Горан Ѓоргиев.